Убаво е вака да зборувате, требаше вака да размислувате дека бевте на власт. Ние сме свесни дека не само ние, никој не може вечно да владее. И кога веќе ги споменавте и економските пакети, ви благодарам што ме подсетивте. 9 економски пакети поминавме за време на криза, а ДЗР, Државниот завод за ревизија, во извештајот имаше дека овие средства се злоупотребени. Ако ви служи како аргумент од една релевантна институција, бидејќи така сакавте да се пофалите за вас, и да ве подсетам дека ставката COVID долго време во вашите последни буџети и после завршувањето на COVID пандемијата, вие ја злоупотребувавте. Откако дојдовме на власт, таа ставка повеќе ја нема. Немојте, ве молам. Значи ги собрав сите ваши буџети, 7 буџети досега, вкупен износ 30,1 милиарда евра. За градинки само ги потрошивте. Кај се 500 километри автопатишта? Кај е нов клинички центар? Со градинки ли сега ќе споменувате за потрошени 30,1 милиарда евра? И кој е тука тој што лаже? Кој е тука тој што ги измамил граѓаните? Кој е тука тој што им пресметал дека ќе имаат покачени плати, го потрошил последниот буџет и не оставил ни за плати да има, ни за пензии? Благодарам. Знаеме дека нема вечно да владееме, тоа требаше и вие да го знаете. Благодарам. Благодарам. Следен за збор пратеникот Муса Џафери. Повелете.